Добро утро уште еднаш, почитувани гледачи, ова е вториот дел од утринската програма на К3, нов ден, во него продолжуваме, како што знаете, со тема за која што имаме и гости, како што најавив, ќе разговараме за културната понуда во Крива Паланка, тука секако се најповиканите од оваа област, луѓето од Националната установа Центар за култура од Крива Паланка. Пред се тука е првиот човек, директорот Александар Ангелов, ракодителот на секторот за театар Григор Цветковски, секако тука и ракодителката на секторот од библиотеката Даниела Петровска. Добро ден за сите. Благодариме што ја прифатите поканата, гостувате во утринска програма, затоа малку порано ве викнавме, билки не е проблем што ве разбудивме порано. Не е проблем, значи ние си планиравме претходниот ден дека ќе треба да гостуваме во емисија и така да се организиравме да дојдеме тука. Имаме повод, имаме многу интересни теми за разговор, како вовет на сето тоа ќе погледнеме еден прилог подготвен од колешката Христина Николовска, а кој што таксативно ќе ги наброи неколку од повеќето оние манифестации кои што се во рамките на Кривопаланечкото културно лето и сето она што го има активности всушност нашата национална установа Центар за култура од Крива Паланка. Во продолжение. Граѓаните веќе имаа прилика да уживаат во неколку културно-уметнички и забавни настани, но ова е само почеток на годинишната летна културна манифестација која ќе трае до почетокот на септември. Кривопаланечко културно лето 2015 официјално беше отворено со првото издание на Осоговска Староградска вечер изминатата недела, додека на големиот православен празник Петровден со богата културна уметничка програма беше реализирана средбата на местноста Голаш со луѓето од Босилеград и Ќустендил. За предстојниот период предвидени се над 30 настани, дел нови, а дел традиционални и препознатливи за нашето поднебје, информираше првиот човек на општината Арсен Алексовски. Она што е најавено и веќе се очекува е гостувањето на бендот Биело дугме на рок фестивалот Joyfest, закажан за 22 август. Кривопаланечкото културно лето ќе го затвориме со театарскиот фестивал како и секоја година, како позначајни настани кои ќе бидат, тоа ќе биде Joyfestот, значи на кој ќе присуствува Бело дугме со Ален Исламовиќ на 22 август, потоа доаѓа фолклорниот фестивал, театарскиот и во меѓупросторот ќе имаме неколку поединечни театарски представи, ќе имаме поетски читања, ќе имаме фолклорни групи, така да сметам дека повторно неделно по 2-3 културни настани ќе се одржуваат во нашата општина. Културните настани ќе ги одржуваме на новиот плоштад, на централниот градски плоштад, во градскиот парк и во некои други места каде што ќе видиме дека има потреба или каде што ќе оцениме дека е добро да се одржи. Одговорните се надеваат дека со ваквите културни настани кои ќе се одвиваат на неколку градски катчиња на отворено, ќе ги анимираат граѓаните од разни возрасти и ќе бидат повод за зголемен број на гости и туристи. За во среда, 15 јули, е закажана изложбата на великаните на македонската ликовна уметност во локалната установа Градски музеј со почеток од 20:30 часот, додека на 22 јули започнува Топол културен бранд 2015. Ете така, доволно како завојот и благодарам на колешката Христина Николовска. Рангелов, традиционално богата е понудата, богата е програмата која што е изработила Националната установа Центар за култура. Како што спомена во прилогот, тргнавме со овој фестивал, негово прво издание, како поминавте? Па ние сме задоволни, значи од она што успеавме да го организираме за фестивалот и за отварањето на Паланечко културно лето. Значи ние во Крива Паланка секоја година и од почетокот на годината правиме значи програма за Центарот за култура и се трудиме значи таа да биде од година на година се побогата и да има се поинтересни настани. Во таа програма се офатени значи настани кои ние ги подготвуваме и настани кои планираме да ни гостуваат, така да и оваа година за Паланечкото културно лето предвидовме значи заедно со градоначалникот со општината да направиме еден настан кој што ќе биде интересен и договоривме да биде тоа Осоговската Староградска вечер, за која што сметам дека оваа вечер беше прекрасна
и за прв пат во Крива Паланка се одржува една таква вечер, Согорска староградска вечер, која што планираме да прерасне во еден традиционален настан во кој што ќе имаат можност староградски групи од други држави и од Македонија да доаѓаат кај нас да гостуваат, како што и ние одиме кај нив кога треба, кога гостуваме. Значи тоа ќе биде на некој начин едно придодавање на она што го имаме како меѓународни фестивали, фолклорниот, театарскиот, сега и ова за староградска музика. Тоа ќе биде како уште еден фестивал, да го кажеме, во Крива Паланка, бидејќи во изминативе години успеавме, значи не само тоа да продолжиме, значи фолклорниот фестивал, значи се започна со организирање веќе 7 година театарскиот фестивал, значи манифестации кои се традиционални, поклонението Свети Теодор Тирон, Паланечкото културно лето што се одржува веќе неколку години. Токму сите овие манифестации ќе те прекинам за кратко, не дека немаше и претходно, меѓутоа донесоа пред 2 години голема чест за Крива Паланка во 2013-та. Од тогаш на некој начин и се зголеми, ако не се лажам, и сето она што го имаме како културна понуда, беше Крива Паланка град на културата. Тоа беше еден голем проект, едно големо признание од страна на Министерството за култура за Крива Паланка и за институциите и за општината се, значи да биде доверен еден таков проект да го реализираме и Крива Паланка проектот да биде град на култура, значи ние го успешно реализиравме, имавме голем број на настани и со тоа покажавме дека во Крива Паланка културата е на високо ниво. Како што кажа и самиот градоначалник, всушност на секој 2-3 дена има по некој настан, во неделата по 2-3 пати, нешто следно кое што не очекуваме, има уште многу, меѓутоа да почнеме хронолошки да ги редиме работите, нешто следно кое што ќе го организирате. Па сега, значи, ќе ни биде поетската вечер ќе организираме на 24 јули, ќе биде во манастирот организирана, на која што ќе дадеме акцент повеќе на нашите локални поети кои што ќе земат учество на таа вечер и ќе имаме гости од Вршец, тоа наши пријатели кои што секоја година не покануваат и ние гостуваме со наши представници во Вршец на нивните поетски манифестации. Да искористиме Дани, таа е тука всушност како раководител на библиотеката, меѓутоа и на сето она што се однесува како проза поезија во рамките на Центарот за култура, па малку повеќе за ова манифестација, ако не се лажам, лирски треперења се нарекува. Ова манифестација, Топол културен бран, во организација на општина Крива Паланка, а ние како Центар за култура ќе ја збогатиме со една поетска вечер наречена Лирски треперења и како што спомна директорот ќе се одржи во манастирскиот комплекс, ќе се реализира со наши поети, локални поети и поети од Вршец. Колку години се одржува манифестација, кој не се лажам, има завидна традиција? Само 2 години. Минатата година се одржи минатата година, исто во Топлиот културен бран. Меѓутоа, амбиентот веројатно привлекува... Е нов, да, сега беше во градскиот парк, а сега во манастирскиот комплекс. Што се однесува до гостите, спомена Рангелов дека ќе има гости од Србија, други дали се очекуваат? Не, ние ова година само ги покануваме гостите од Вршец, најмногу поради тоа што традиционално соработуваме со нив. Поканети сме и во октомври на нивната поетска манифестација, позната поетска манифестација, 7 градува код Стерија. И се надеваме дека ќе има многу посетители, најмногу поради амбиентот, поради гостите. Исто така ќе има и друга природа, тоа ќе биде од мултимедијален карактер. Планираме и една актерска игра, исто така малку музика и така. Кога сме кај актерското, тука е и човекот кој што е задолжен токму за тој за драмската група која што работи во рамките на националната установа. Глибореве, кои се вашите активности во моментов со што вие се занимавате, а потоа ќе ни кажеш и за сето она претходно и кое што го имате како идни планови. Во моментов што работите? Така, благодарам. Па во моментот работиме на последната театарска представа. Тоа е представата Чорбади Теодос. Тоа е како што знаеме сите народна битова драма. Имаме чест да ја работиме со професорката по македонски јазик Лиле Стојановска. Имаме нови членови со кои што ќе учествуваат во оваа театарска представа. Инаку представата планираме да ја дадеме на театарскиот фестивал, на затворањето на меѓународниот театарски фестивал Свети Јаке Мусоговски. Да, овој па значи Крива Паланка да има свој учесник на оваа реномирана манифестација веќе во Крива Паланка. Така, Ке ни кажеш, затоа што мислам дека е така, има ли придонес и она наша една од најпознатите кривопаланчанки, да не ја заборавиме, тетка Милица Стојанова, дали вмеша прсти овој пат во драмата која што ја подготвувате? Апсолутно. Не може театарот да помине во Крива Паланка без да има совет, драгоцен совет од нашата легенда Милица Стојанова и сета соработка, сета помош што ја добиваме од Милица Стојанова, нас ни е драгоцена, многу ни значи и овој пат и во оваа драма
да учествува и ни помага што подобро и поквалитетно како драмско студио, како Центар за култура да ја припремиме и да го презентираме нели градот и Центарот за култура на театарскиот фестивал. Да. Колку време досега само ќе ни кажеш ја работите и дали сте подготвени, дали ќе биде се подготвено за да настапите на меѓународниот фестивал? Па, почнавме веќе од март, да. Ансамблот имавме постари членови, со помладите членови кои што се од средношколска возраст, заедно направивме една квалитетна комбинација на млади и постари членови, со кои што се надеваме дека ќе дојде до квалитет. Инаку работиме интензивно, ги интензивиравме пробите веќе скоро секој ден работиме, ќе биде со побогата сценографија, како што знаете и вие дека оваа представа е помасовна, има поголем број на ликови актери, така да работиме интензивно и се надеваме дека ќе биде добра. Штом професорката Стојановска ти Камилица сте мешани, мислам дека ќе има интересен производ. Во секој случај бројни се активностите кои што ги имавте и досега, меѓутоа уште повеќе во продолжение, да ни споменеш некои од гостувањата на кои што бевте во последниот период, последниот месец, да издвоиме затоа што сигурно има многу. Па гостувањата ние значи во последниот период ни беа на нашата фолклорна група која што работи во Центарот за култура, значи направивме едно гостување во Ковин во Република Србија и направивме едно гостување во Свидник во Република Словачка. Значи таму бевме на фестивал, добро се представија значи нашите групи и сега во иднина планираме значи во месец август имаме покана од Лугош, нашиот збратимен град. Значи на нивниот фестивал Ана Лугожана таму да се представиме од 10 до 15 август. Тоа се традиционалните градови со кои што општина Крива Паланка има поблиски врски и секако фолклорната размена е тука поинтензивна. Тоа се градови, значи Свидник и Лугошни се збратимени градови на општина Крива Паланка и секоја година ние ги покануваме кај нас на фестивали, значи и тие не покануваат и така имаме една културна размена. Да. Добро, како за почеток доволно ќе одмориме малку и ние гостите со тоа што ќе ја проследиме дел од атмосферата од тоа како помина првото издание на фестивалот на Староградска песна кој што се одржа минатата недела во Крива Паланка. Вчера вечер дишеше во ритмот на староградската музика. Првото издание на Осоговска Староградска вечер собра бројни посетители на плоштадот Карпошово во Станије, а со овој концерт официјално беше отворена традиционалната манифестација Кривопаланечко културно лето, која се реализира под покровителство на локалната самоуправа, Националната установа Центар за култура и локалната установа Градски музеј, а со подршка од Министерството за култура. На овој почеток на културното лето имаме покането 8 староградски друштва, односно 8 друштва кои ќе се представат. Имаме покането од Шумен, од Нови Пазар од Бугарија, од Лесковац од Србија, од Свети Николе, од Штип, од Крива Паланка, така да имаме староградски друштва, имаме балетска група од Шумен и мислам дека граѓаните на Крива Паланка ќе имат една интересна вечер да ја поминат и да уживаат во тоа. Како и претходните години и оваа година, значи Центарот за култура заедно со општината на Крива Паланка и со градскиот музеј направивме една заедничка програма со која сметаме дека ќе ги задоволиме потребите на граѓаните на Крива Паланка и во рамките на ова паланечко лето од 2015 година ќе има поголем број културни настани. Со прв настан кој го отвараме е ова Осоговска Староградска вечер, за која што сметаме дека е добар настан да го отвориме паланечкото културно лето, бидејќи и Крива Паланка има долгогодишна традиција за староградската песна и со ова вечер значи поканивме други староградски групи да ни бидат гости, да можеме сите заедно Крива Паланка да ја доловиме староградската песна и да ова прерасне, се надевам, во една традиција. Вечерта ја отворија домаќините вокално-инструменталниот ансамбл Распијани паланчани, а со староградски песни карактеристични за местата од кои потекнуваат, се представија градскиот хор и Сдруженијето на пенсионери од Штип, музичката група Камелија од Свети Николе, ансамблот Малка Серенада од Шумен, културно-уметничкото друштво од Нови Пазар, Република Бугарија и Хисарлија од Лесковац, соседна Србија. Доваѓаме на соработка со нашите браќа пензионери и нашите сограѓани од Крива Паланка да озголемиме овој ден со наше учество, со учество на сите наши браќа од сојузните држави околинава и тука и сметам дека еден ваков ден ги изближува народите. Иако оно тешко време, тешко се огледува, но сепак ентузијазам и морало кај сите членови на високо ниво
и ќе се бориме секој пат да за оваа прекрасна публика оставиме добри моменти. Па први пат сме овде и За прв пат сме тука и многу сме пријатно изненадени од дочекот и срдечноста на сите оние кои не дочекаа. Настапуваме 12-мина, имаме 7 композиции со различен карактер, воглавно песни од Лесковац и околината. Одговорните се надеваат дека оваа кривопаланечка староградска вечер ќе прирасне во препознатлив културен бренд кој ќе собира бројни посетители. Така беше навистина интересно, оние кои што знаат беа таму за следните манифестации, оние кои што не биле секако не треба да ги пропуштат. Таму каде што застанавме Рангелов ќе продолжиме за фолклорниот ансамбл, еден од најактивните сектори всушност во Националната установа Центар за култура. Да ни кажеш кои се всушност генерациите кои што членуваат во моментов, затоа што знаеме дека многу луѓе поминале низ овој културно-уметнички. Па, значи во ансамблот членуваат некаде околу 100, 120, 130 членови, тие се поделени во три групи, значи мала, средна и големата група. Значи тоа се деца на возраст од 10 до 18 години, па и можеби и повозрастни има, бидејќи тие кога имаат време зависи од обврските, доаѓаат, значи помагаат во пробите и кога има некаде некој патување одиме заедно. Значи тоа се активностите во текот на годината се одржуваат неделно по 3 проби. Значи кореографиите кои што ги имаме поставено, значи се трудиме и од на година или на 2 години да поставиме некоја нова кореографија, претходните кореографии ги помагаме значи на помладите членови да ги изучуваат. И такви се активностите. Вие имате имидж кој што мора да биде заштитен затоа што голема традиција има за културно-уметничкото друштво 8 октомври. Бројни се и гостувањата, бројни се и гостите кои што ги примате, па во таа насока да видиме се ли е подготвено и ќе имаме ли убав фестивал меѓународен фолклорен оваа година. Па како и претходните години, значи фолклорен фестивал го организираме што е можно подобро, значи оваа година имавме некои нови работи што сметаме дека ќе се подобри, значи организацијата на фестивалот. Значи воведовме значи да нема мали групи, значи на фестивалот да бидат повозрастни групите. Новина е што оваа година само значи од Крива Паланка ќе учествуваат, од Крива Паланка трите фолклорни друштва ќе учествуваат по една вечер, а од гости од други од Македонија немаме, значи сите групи се од надвор, сакаме на граѓаните на Крива Паланка да имаат можност да ги погледнат тие прекрасни игри, секоја држава со своите игри да се представа. Значи ќе има гости од Романија, ќе има 2 групи од Турција, ќе има од Словачка. Значи ќе има група од Шумен од Бугарија која што ќе биде 3 дена исто во Крива Паланка за разлика. Ако не се лажам прв пат доаѓаат? Тие прв пат доаѓаат. Значи имавме порано гости од Дупница, имавме од Софија, имавме од Кюстендил, сега значи од Шумен ќе бидат тука гости 3 дена. Само да кажеме кои се датумите за да знаете ви кумановци, не мора само кривопаланчани. Значи да искористиме оваа прилика и ги поканиме сите, значи не мора само граѓаните на Крива Паланка, може и од други градови да доаѓаат. Па впрочем и доаѓаат. Да, бидејќи фестивалот има што да се види, имаме многу квалитетни групи и тоа ќе биде 25, 26 и 27 август. Да, значи во пресред на оној голем празник кој што го имаме во градот, едно загревање би се рекло. Така. А пред тоа ќе биде Joy Festот, кога сме веќе кај фолклорот, ќе го заокружиме со тоа што ќе понудиме и дел од атмосферата на една од пробите на помалата група, ако не се лажем, на културно-уметничкото друштво 8 октомври. Таму беа колегите Христина Николовска и Горан Стојановски, земаа и по некоја изјава, па да видиме како изгледаше сето тоа.
Нашето друштво брои некаде околу 100 членови. Тие се на возраст од 4 па до 20 години, поделени се во 3 групи. Добре, колку често реализирате проби? Проби имаме 3 пати неделно. Добре, и што обично правите на пробите? На пробите, значи ги играме сите кореографии, децата кои ги знаат, се спремаме за настапи и така, за турнеи. Периодов за кој настап се Периодот се подготвуваме за Паганечко културно лето и имаме турнеја во Романија во август. Добре, и со кои кореографии најчесто? Најчесто се представуваме со Драчевка, игри од Источна Македонија, од Егејска Македонија и Жетварка. Добро. Може да ни кажеш ако сакаш како граѓаните, публиката ги прифаќаат игрорците, дали уживаат во нивните настапи, дали бевте на Народниот собир во Голеш? Да, бевме на Народниот собир во Голеш, поминовме убаво, децата се презадоволни и мислам дека и граѓаните се задоволни. Јас сум член една година. Добро, колку често имате проби, дали си редовен на пробите? Проби имаме 3 пати во неделата, јас сум редовен. Дали претходно ги знаеше кореографиите или сите кореографии тука ги научи? Сите кореографии тука ги научи. И каде си имаш настапувано? Во Турција, Романија, на многу други места. Како ти се допаѓа таму, како си поминуваш? Многу добро. Јас одам 5 години. Добре, и колку често имате проби, дали си редовно? Имаме 3 пати неделно, и јас сум редовна на пробите. Дали ги научи сите кореографии? Да. Која ти е омилена најубава за играње? Не знам. Добре, а каде се имаш настапувано? Па имам во Крива Паланка, тука на не знам, не можам да се сетам. Добро. Кажи ни, дали би ги посоветувала и другите другарчиња да доаѓаат, зошто е добро да се оди на игрора? Па добро, бидејќи е интересно тука и убаво си поминуваме со другарите. Ке го очекуваме со нетрпение секако меѓународниот фолклорен фестивал, како и овие млади изданоци на фолклорот од Крива Паланка, кои што треба да бидат наследници на генерациите кои што не направија горди, во продолжение за уште еден меѓународен фестивал со кој што кривопаланчани се гордеат, а тоа е театарскиот. Добре, тебе може да те прашам, што всушност значи да се има во едно такво мало место, да се има еден таква реномирана манифестација на која што и досега, меѓутоа сигурно се планира и во иднина да доаѓаат звучни имиња, звучни ансамбли. Да, па секако значи многу. Пред се го збогатува културниот живот во градот. Публиката ужива во овој фестивал, се едуцира, едноставно го збогатува културниот живот и представува еден од најголемите настани, културни настани во Крива Паланка. И секако да, тоа секоја година гледаме и уживаме дека фестивалот добива на квалитет, дека има представи од целиот регион, од Србија, од Бугарија, Хрватска, Црна Гора и така натаму. Да не ги набројам секако од Македонија. Сите оние кои што се поговорно подрачје блиски за да можеме да ги разбереме, кривопаланчани се разбира. Да. Тие се најчесто гости. Рангелов, немаме ние професионален театар, со ова можеби се надополнува таа празнина, иако работи секако драмската група. Тоа ли беше и идејата, ти си еден од основачите всушност и учесници во оние кои што ја избираат и програмата? Па да, значи ние немаме професионален театар со кој може со професионална представа Крива Паланка да се представиме на нашиот фестивал, но ние се трудиме значи преку драмското студио и преку вклучување на повозрастните поранешни членови на студиото или граѓани кои се заинтересирани, доколку имаат интерес да учествуваат во некоја од нашите подготовки на некоја представа, да се представиме на нашиот фестивал, што сметаме дека како домаќини, значи во текот на годината можеме да изработиме една театарска представа која што ќе учествува на театарскиот фестивал. Фестивалот веќе заживува, ја гази втората половина од деценијата, учествува досега голем број, како што кажав, на звучни имиња. Задоволни си ти како се одвива се до тоа, да споменеме само дека се одржува во некаде на почетокот на есента, кога ќе заврши топлиот културен бран во септември. Фестивалот е од 15 до 23 септември секоја година
и сметам дека од година на година, значи, граѓаните на Крива Паланка веќе се соживеа со фестивалот и многу пати има кога ќе поразговараме со некој прашува оваа година кои ќе бидат представи, се интересираат. И она што беше интересно, значи во почетокот првите години кога почна фестивалот да се одржува тука, значи во Центарот за култура, имаше помала посетеност на публиката, но со тек на годините се зголеми посетеноста и публиката почна, значи, да бара дури, да бара да се порано можеше да се слушне и телефони да звонат и да зборат и да со тек на годините, значи неколку години веќе и публиката станува како театарска публика да ужива представите. Тоа што го кажа Глигор, всушност на некој начин не само што добиваме ние нешто, туку и се едуцираме за да знаеме како и да се однесуваме како публика. Најчесто комедии има Глигор, меѓутоа следеше ли ти квалитетни досега изданија, има ли нешто на кое што би можеле во иднина да се насочиме? Дали може би да се донесе и нешто настрана од комедијата? Па секако би било добро, да. Би било добро да се донесе театарска представа која ќе биде и со друга содржина. Има такви представи донесени, имаше представа од Бертолд Брехт. Но да, можеме да кажеме дека во најголем дел доминираше комедијата. Може би затоа што е најблиска до народот, го развеселувам, но сепак да, би требало и другите жанрови да бидат прифатени и поставени. Добро, Дани, да не се чувствуваш исклучен, ќе поразговараме и со она што е твоја всушност функција, твојот сектор, кои беа вашите активности во 2015 досега и што уште имате за сработување до крајот на годината? Со самиот почеток на 2015 започнавме со една богата програма. 2015 започнавме со романот на Ирена Стевановска, награден роман од Дата Песнопој. Потоа, како еден поголем важен настан, е 20 еминентни поети кои што настапија со поетскиот караван, да. И тоа беше позабележителен настан. Исто така, за денот на ромите 8 април го поканивме професорот Трајко Петрески, кој што е истакнат истражувач на ромскиот фолклор. И тука исто така имавме саем на книга за по повод 23 април, каде што ги изложивме сите наши најнови изданија. Тоа, ако не се лажам, вие традиционална манифестација саемот на книга. Сега ги изложивме сите најнови изданија, стручната литература, најновата белетристика, лектерни изданија и така натаму. Исто така имавме уште некои главно промоции се кај вас се одржуваат промоции на книги. Има ли меѓу кривополанчани љубители на книгата, има ли онакви кои што всушност пишуваат, кои што творат? Дали мислиш дека и тука сме доволно квалитетни застапени? Па да, има љубители на пишаниот збор, исто така многу минаводи членуваат и во литературниот клуб Калин. Ме радува фактот што тоа се и повозрасни особи, луѓе, исто така и од помалите. Потоа може да се каже дека сите тие имаат желба да творат и досега сите издале по некоја книга. Вие како Центар за култура ги поддржувате? Да, ние секако ги поддржуваме како материјално, кога не сме во можност материјално, ги поддржуваме со организирање на нивниот настан. Тука би ги споменала Ирена Стевановска, која со романот Фениксот на заборавената љубов, Кристина Стевановска која издаде и роман и стихозбирка. Уште некои, Благица Стојковска, Оливера Станковска, Викторија Станковска, сите тие се членови на литературниот клуб Калин, помагаат во нашите културни во реализирање на нашите културни активности и настапуваат на нашите поетски манифестации кои што ги организираме како кај нас, така и да, кога сме веќе тука, ти ни спомена дека во регионот следно ќе имате гостување, тоа на во еден интересен амбиент, тука непосредно до Куманово, на Кокино, што е тоа, збор 2? Да, на 31 јули поканети сме од Друштвото на писатели на град Куманово и поканети сме со 3 поети, кои што ќе земаат учество. Добро, Глигор, уште малку тебе ќе те прашам за драмската група, ќе ни кажеш ти досега, еве, да ни сумираш од кога си таму, колку представи имате направено, каде се имате гостувано, сигурно има многу, меѓутоа ќе ни издвоиш некој поинтересна представа, поинтересен наслов и поинтересно гостување, или пак што сте примени како гости?
Така, па може да резимираме дека го реактуализиравме драмското студио некаде 2007 година со представата Буре барут, постмодерна представа од Дејан Дуковски. Тоа е првата представа што ја направивме, понатаму Отецот и ние во режија на Страше Милошевски по текст на Тихомир Стојановски. Понатаму следува представата Бледица, возлюбена Македонија. Можеме да ја споменеме исто така представата на Паланечки Оженил се Санде Калајџија, автентична паланечка драма со на паланечки дијалект од Страхил Алексич. Понатаму представите Сите мажи се исти и представата Балканот не е мртв, морам да ја спомнам, се до последната представа од 2014 година на Клупата од авторот Рече Кацаров, на кого што морам да му се заблагодарам за соработката, плодоносна соработка што имаме заедничка, од која што се изнедри оваа представа всушност, така да 8 представи имаме направено. Колку членови поминале досега, кои главно генерации членуваат и работат во драмската група? Па да ви кажам, има над 100 деца до сега, ако не знам точно, но има, а од сите возрасти сте. Ние во драмското студио имаме две групи за помалите, до 14 години и постари, кои што се во најголем број средношколци, меѓутоа имаме искусни, да речам, млади аматерски актери кои што во неколку драми учествувале. Јас мислам дека има потенцијал да се собере и од поискусни, како што кажа, и повозрасни луѓе, било имаат обврски или не, кои што имаат овакви афинитети, па и желба и да се опробат тие и на даските што живот значи. Значи да се создаде една малку по-сериозна, повозрастна алтернативна група, да речеме. Да, би требало тоа да го направиме. Имавме ние неколку аудиции, за жал не се собрано. Имаме повозрастни членови, меѓутоа би требало за да добие на содржина, на квалитет, да има и малку постари членови кои што ќе додадат на тежина, сериозност на самото. Овде има енергија, таму ќе биде малку искуството. Секако љубовта, енергијата, ентузијазмот, секогаш се со аматерското студио. Да, Рангелов, значи бројни се работите кои што ги имате во моментов и кои што ви се всушност како планови, ќе ни кажеш за соработката која што имате најчесто со кои културни центри соработувате, затоа што ние можеме да споменуваме овде манифестации, меѓутоа немаме ни начин да ги објасниме сите оние гостувања кои што ги имате, дали изложби, дали промоции на книги кои што доаѓаат не од Крива Паланка луѓе, и настрана од сите оние манифестации кои што се во вашата програма, манифестации кои што се од национално значење всушност. Па ние соработуваме со повеќе институции, значи пред се ги земеме во предвид домовите и центрите за култури кои што ни се во околината. Соработуваме со Кратово, со Пробиштип, со Делчево, со Кочани, значи соработуваме и со Куманово и со Струмица и Охрид, значи било што, значи било какви контакти, изложби, театарски представи се трудиме, значи да дојдат во Крива Паланка да бидат прикажани. Додека надвор од државата, значи соработуваме и со Србија, соработуваме и со Романија, соработуваме и со Бугарија. Со Србија така интересно направивме едно соработување уште пред неколку години што и ден денес дава добри резултати, значи отидовме таму неколку директори од тука од североисточниот дел, значи од како што ги набројав Кочани, Делчево, Паланка, Пробиштип и направивме едни контакти таму со нашите колеги од Младеновац, Лазаревац во тој дел на Србија и до ден денес има значи поети кои што доаѓаат на манифестации не само во Криво Паланка, театарски представи кои што гостуваат значи во тој дел. Сега такво нешто планираме да направиме значи со Бугарија, бидејќи има интерес од страна на Шумен таму во тој дел, Шумен, Варна, Нови Пазар. Значи со нив разговаравме да направиме една средба, да се запознаеме, да размениме информации, кои настани ги имаме ние, кои манифестации, значи со што се располагаме за да може да почнеме една заедничка меѓусебна соработка. Мислам дека токму драмата, театарот и овие староградските ансамбли ја направија таа соработка и треба да се истражи каде се граници. Да, произлезе сега од разговорите со нашите гости од Бугарија, тие се заинтересирани за нашите идеја, значи тие таму да се организираат неколку представници на културата од неколку градови, ние тука да се организираме, да отидеме, да воспоставиме контакти и потоа многу понесо ќе ни биде за соработка, бидејќи кога ќе дојде една театарска група, например, надвор од Македонија, кога ќе дојде од Бугарија, да не гостува само во Крива Паланка и да се врати за Бугарија, него може да гостува и во Пробиштип и во Делчево и да направи неколку дена. Посетилни поблиски места и тие да запознаат овој дел од Македонија. Да, значи тоа да биде како една заедничка соработка на нашите центри со центрите од други држави и на нас ќе ни биде поекономски исплатливо и кога гости ќе доаѓаат тука, значи еден ден гостува кај нас, еден ден во друг град и така. Верувам дека и вие сте добро пречекани каде да одите, меѓутоа
пречекувате фолклористи, пречекувате луѓе актери, пречекувате од сите сектори, од сите области, како се задоволни од тие она што го имаме. Па тоа е едно големо богатство, значи ни доваѓаат разни групи, без разлика дали се фолклорни, театарски, запознавате нови луѓе, значи имате пријатели во секаде, во секоја држава, значи за секоја работа може да ни се најде, за некоја идеја, за било приватно нешто може, значи било каква идеја за некаква работа, нешто, значи тоа е едно големо богатство кое што преку културата еден човек може да го стекне, значи да имаш голем круг на пријатели. Да. Ќе продолжиме за да видиме всушност какви се мислењата на криопаланчани за тоа каква е културната понуда. Претходно ќе мора да предупредиме дека секако има различни размислувања, меѓутоа најлесно им е кога ќе кажат луѓето дека кај нас ништо не се случува, а жалосно е што на некои од манифестациите и настаните колку и да се интересни, публиката се брои на една или на две раце, затоа со резерва некои од одговорите ќе ги земете, почитувани гледачи. Кажете ни дали ви се допаѓа културната понуда на градот за ова лето? Да, ми се допаѓа. Дали ги посетувате културните манифестации? Па кога имам време ги посетувам. Значи дали бевте на концертот на Староградска музика и како ви се допадна? Супер. Добре, дали ќе ги посетите изложбите што се најавуваат? Па кога имам време ги посетувам. Добре. Имаше нели од странство, од Бугарија таму ше. Абе добро, убаво вака, ама што да мене не ми се многу. Добре, дали го посетувате градскиот музеј? Утре вечерта ќе биде отворена изложба, ќе имате прилика да ја проследите неколку дена. Музејот градски слабо. Немаме многу време, така да на работа. Тие не ги посетувам манифестации, пошто немам време. Посетуваме ги, ама слабо ми се допадат. Зошто не ви се допаѓаат? Имаше концерт на Староградска музика. Па нема оние стари песни. Све некои по-нови. И затоа стар човек сака стари песни. Добре, а дали го посетувате градскиот музеј? Од утре ќе има изложба? Да, посетуваме нормално секој ден. Па добре. Добре, дали одите во градскиот музеј? Од утре ќе има изложба? Одим, али не сум бил сега, скоро. Ова лето е многу убава културната понуда, но кога имаме можност посетуваме и присуствуваме. Многу беше првиот ден убаво кога беа изложени овие облеки направени од рециклиран материјал. Значи тој беше стварно на вистина не убаво, но преубаво. Феноменално нешто. И да ти кажам искрено, идеите на тие млади деца, значи за секој поглед се за похвала, значи и реализацијата исто е за похвала и се, и беа многу убаво облечени, просто нешто неверојатно како да гледаш на некоја филмска лента. Така, од утре ќе има отворена изложба во градскиот музеј, дали можеби ќе ја посетите? Па, кога имаме време, ако работи и поручек, ќе посетиме. Отворената изложба не е проблем, еве го музеот тука ни е пред врата и ќе си ја посетиме, не е проблем. Многу сме задоволни од се што имаме, затоа што порано не беше така. Беше многу едноставно, многу оскудно и многу, како да речам, народот, народот не беше така активен и немаше такви и доживувања убавини овие 1-2 години. Премногу стана убав градот со овие нови елементи што ги има, почнувајќи од крајбрежјето на река Крива река, па бините горе, вие дали бевте, па самиот горе собранието каде што е црквичка се гради, се во најдобар ред. Па ми се допаѓа. Дали го очекувате од Joy Fest? Да, со големо очекување го очекуваме и се надеваме дека ќе дојдат многу подобри групи како што беа од лани. Добра. Дали се радувате што ќе дојде Биело дугме? Да, секако. Добра. Другите настани дали ќе ги проследите? Има изложби во музеј, поетски читања? Па ако имаме време, секако ќе го проследиме. Да почнеме од културниот дел од Паланка, значи од изложбите, од Баскер Фестот што беше за помладите, од Joy Fest исто за помлада генерација, од година у година иде се подобро и подобро. Добро, дали ќе одвоиш време да ги посетиш овие настани? Па да, за некој да, што се посветени по на мојата генерација, сигурно.
Значи главно се задоволни кривопаланчани. Рангелов, што ќе кажеш ти, се обидувате да ја доближите, значи сето она што го имате како понуда, менувате сцени, а сите се делумно и на отворено, близко, значи до граѓаните, разноврсна е понудата, а некои од настаните, како што кажавме, слава поседени, дали е тоа вистина дека само сакаат да кажат дека ништо не се случува луѓето, а всушност или се презафатени со нешто за да дојдат да всушност уживаат во она што го имате подготвено. Па добро, сите настани, значи луѓето не можат да ги посетуваат, значи имаат си семејни обврски, така да ние ги разбираме. Се трудиме, значи во летните периоди да ги направиме настаните да бидат на отворена сцена, бидејќи во затворено во салата многу помала е посетеноста и поради тоа ги правевме и во парковите и на плоштадите и на отворено. Има ли пак во паркот? Или сега најинтересна е новата сцена, новиот плоштад? Сега правиме на новиот плоштад, значи пред општината, тука започнавме оваа година, така да не е исклучена можност да има и некој настан доле во паркот доколку во месец август. А сега кој е еден од поинтересните амбиенти е горе во манастирскиот комплекс? Така да во последните години тоа така го направивме, значи за да има поголема посетеност ги правевме на отворено. И сите настани кои што ги организиравме има посетеност кога се на отворено во летниот период. Во интерес на времето да не забораваме да споменеме и нешто друго што го имате вие како активности, а тоа е секако и заживувањето и развивањето на кинокултурата со она што го набавивте како нова опрема, всушност донесе нова енергија, нов ветер и во оваа област, меѓутоа очекуваме уште нови наслови на оние изданија кои што сакаат да ги следат кривопаланчани. Па ние, значи, со новата опрема успеавме да прикажеме неколку филмови во Криво Паланка, со тоа, значи, направивме еден договор со една дистрибутерска куќа, значи, да прикажуваме во 3D, значи, тие дојдоа тука во Криво Паланка, беа 2D, имаше, значи, прикажување на 6-7 филма. На 4 филма, 6 пати беа прикажани, така да се трудиме, значи, на граѓаните се што може и од филмската дејност да имаат можност да погледнат најновите филмови кои ќе ги прикажеме. Добро, покривме ли се, мислам дека имате и ликовно студио кој што мора исто така да го споменеме и да ги поздравиме, работат под раководство на професорот Роберт Цветковски. Да, значи ликовното студио си редовно одржуваат часови кај нас во Центарот за култура, значи подготвуваат дела, ние секоја година правиме изложби на нивните дела и тоа. Добро. Григор, ти ќе ни кажеш по што ќе ја паметите ова 2015 година како драмска група, бевте на едно интересно манифестација интересна во Кочани. Да, па ова година најинтересно беше тоа што отидовме на драмскиот аматерски фестивал во Кочани за прв пат во Криво Паланка, театарска представа, и можам да кажам дека беше тоа едно огромно искуство за нас. Самата публика добро не прифати. Жирито што беше таму исто така добивме од нив драгоцени совети, конструктивна критика, претежно позитивна критика, и можам да кажам дека самите актери видоа како е да биде во конкуренција од 50 на 15 представи, да гостуват. Бевме на отварањето втори по Кумановската представа и така тоа беше едно добро, големо искуство кое ни даде насока и елан и сатисфакција да продолжиме да работиме со драмското студио. Јас не се сомневам дека ќе слушаме доправо и ќе гледаме ваши интересни производи. Дани, како за крај тебе ќе те прашам, она го напомна ти всушност гостување во октомври, ако не се лажам, во Србија, збор 2 уште еднаш. Не ви е прв пат да одите таму, Вани, ако не се лажам, се врати ти со награда. Во соработка со литературниот клуб од Вршац, ќе одиме пак во октомври на поетската манифестација 7 градова Коцтерија. Исто така традиционално 2-3 години мислам поред дека одиме на таа манифестација. Минатата година одеа Ирена Стевановска и Оливера Станковска. Особено горди сме на пред 2 години на наградата на Кристина Стефановска, која што освои прво место. Да. Во голема конкуренција. Да, мислам дека тоа е голема чест и со тоа можеме да се пофалиме дека не само што има љубители, туку и оние кои што се мајстори на пишаниот збор. Да те искористам да те прашам како човек од библиотеката во Криво Паланка, имали доволно членови, имали доволно наслови, дали се изнајмуваат книги, се читали, сега е летен период, послободни се луѓето? Никогаш доволно читатели, секоја година апелираме што повеќе нели да се зачленуваат и да читаат, но ова година сега имаме 250 членови со тенденција до 500, секој 3 години поред толку, околу 500 членови. Но не радува фактот што тоа не се пасивни членови, тоа се активни членови што редовно позајмуваат книги, кои што се членови на вистина сакаат. Се интересираат за нашите културни манифестации, исто така и изразуваат желби да учествуваат во истите. Да, добро. Рангелов, како за крај, сето ова кое што досега го спомнавме, само еден мал дел всушност загревавме по површината на она што го имате како активности, сигурно продолжувате со ист елан и понатаму. Се надевам дека всушност ќе бидеме и ние дел од сите оние манифестации кои што ги организирате и ќе ги доближиме до тие кои што не можат изборно да ги следат.
ние продолжуваме со реализирање на нашата програма која ни е предвидена за оваа година. Јас ви благодарам на вас, бидејќи вие секогаш сте присутни на нашите настани и цело време не помагате, не поддржувате и ги снимате нашите настани. Една голема благодарност за вашата телевизија. И ние на сите тројци ќе ви се заблагодариме што ово утро одвоивте од вашето време и дојдовте да ни бидете гости. Се надам не последен пат, како што кажав, ќе бидеме и ние на ваш терен. Меѓутоа, кога ќе имате нешто да се пофалите, секој ќе дојдете повторно да ни гостувате кај нас. И на вас, почитувани гледачи, ќе се заблагодарам за вниманието со кое што не следевте досега. Ќе имаме уште интересни содржини како во текот на денот, така и утре во утринската програма. Останете со К3, имате пријатен ден.